Преку 97% од вас кои ги гледате моите видеа не сте претплатени на мојот канал. Претплатата е сосема бесплатна и вас не ве чини ништо, ќе ви одземе само неколку секунди од вашето драгоцено време, а мене како нов на YouTube ми дава ветер во грбот за уште подобра понатамошна работа со уште поквалитетна содржина на овој канал. Сега да се вратиме на видеото. Во продолжение една многу интересна футуристичка визија за еден проект. Бродот ќе биде опремен со соларни панели кои работат со електролизери кои извлекуваат водород од морската вода. Водородот потоа ќе се претвора во електрична енергија, која се складира во литиум-ионски батерии кои можат да се користат за напојување на различни системи. Пегасус ќе произведува нула емисии и ќе има речиси бесконечен опсег. Обично е тешко да не забележите убава и луксузна јахта, бидејќи самата јахта е доволно луксузна за да ве боли главата. Но, овој нов концепт на дизајнерот Јозеф Форакис е всушност дизајниран да биде практично невидлив. Според дизајнерот, 88-метарскиот Пегасус ќе биде првата 3D печатена супер јахта во светот. Огромното пловило ќе има огледални стаклени крила, кои ја рефлектираат околината во обид да се вклопат во истата. Бев инспириран да создадам јахта што е можно поблиску до морето и природата, направена од облаци кои лебдат над водната линија, изјави за CNN самиот Форакис, дизајнерот на оваа јахта. Сакав да ја оддадам почит на природата, додаде тој. Форакис понатаму објасни дека суперјахтата ќе биде конструирана со користење на роботско 3D печатење за да се создаде мрежеста рамка која ги интегрира и трупот и надградбата, што ќе бара помалку енергија, материјали, отпад, простор и време од потрадиционално пловило. Што се однесува до внатрешноста, Пегасус ќе биде опремен со различни луксузни погодности. Така, покрај стандардниот базен, ќе има и клуб на плажа со голема када за хидромасажа и балкони на преклопување. Посебна карактеристика на интериерот е дрвото на животот, кое се протега низ сите 4 палуби, поврзани со скулпторски спирални скали и служи како јадро на градината што обезбедува свежа храна и го прочистува воздухот. Но, какви се шансите Пегасус да стане реалност во не така далечна иднина? Според тимот кој работи на него, проектот е развиен со филозофија на научен факт, а не фикција, а клучните технологии потребни за да го оживеат ќе бараат понатамошна еволуција, за да биде конструиран. Форакис проценува дека изградбата на концептот ќе трае 5 до 7 години и се надева дека ќе биде представен до 2030 година. Сега е време да преземеме храбри чекори кон нашата заедничка одржлива иднина, смета дизајнерот. Пегасус е храбра, но остварлива визија за блиската иднина на индустријата за суперјахти, каде што човекот и машината живеат во хармонија со природата наместо да се надпреваруваат или да и се закануваат. Иако дизајнерското студио очигледно веќе добило неколку сериозни барања од клиентите, Пегасус засега останува само концепт. Во секој случај, времето ќе покаже дали наскоро Пегасус ќе стане нешто повеќе од концепт и дали идејата на неговиот зачетник за соживот на човекот и природата може да стане полн погодок во овој пример. Доколку ви се допадна ова видео удрете еден лајк и доколку сте нови обавезно претплатете се на овој канал со што давате поддршка за негов понатамошен развој.